Горливиот проблем со атмосферската канализација во Кочани полека почнува да се решава. Денеска официјално се утврдија деталите околу градежните зафати во градот, како и динамиката со која тие ќе се изведуваат. Нивен изведувач е фирмата Жикол од Струмица. Состанокот беше оперативен за тоа како би се отпочнало, кога би се отпочнало и која би била динамиката на изведување на овие работи. За целокупната работа е предвидено да се заврши во рок од 16 месеци, а отпочнувањето ќе биде веќе наредната недела. Воведувањето во работа очекуваме дека ќе биде во среда, а отпочнувањето со градежните активности ќе биде некаде околу 15-16 април оваа година. Ќе се изведуваат во неколку наврати. Двете главни линии ќе бидат улицата Страшо Ербапче и улицата Роза Петрова и тие очекуваме до есента, односно до почетокот на училишната сезона да бидат целосно завршени. Понатаму следуваат помалите кракови како што се 9 мај, Тодосија Паунов, дел од Браќа Ставреви, дел од 14-та бригада и така натаму. Се на се еден проект кој што е како предуслов за решавање на целокупните отпадни води во општината Кочани. Средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој во износ од 1.100.000 евра. Значи тоа е грант од страна на владата на Република Македонија, односно од Министерството за транспорт и врски. Граѓаните на општината Кочани немаат воопшто никаква врска за враќање на тој долг. На состанокот се дискутираше и за придобивките и решавањето на многуте други поврзани проблеми со атмосферската канализација, која според планот треба да профункционира за 16 месеци.